Граѓаните кои ќе покажат неодговорност и несовесно чување на своите миленици ќе бидат казнети парично со дури и до 5000 евра. Ова стои во предлог законскиот текст за благосостојба на животни, изготвен од Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со експертите од невладиниот сектор. Од Агенцијата за Алфа велат дека предлог законот предвидува конечно решавање на долгогодишниот проблем со уличните и напуштени кучиња во Македонија. Со него очекуваат значително да се намали бројот на кучињата скитници во државата. Оттаму велат, ако казните досега беа многу мали и фокусирани на едукација на народот, со новиот предлог закон граѓаните би се соочувале со строги казни од 400 до 500 евра, па се до 5000 евра. Дел од одредбите веќе се објавени од некои медиуми и во нив е предвидено ако куќето се чува во несоодветни услови или се шета без почитување на правилата, казната може да изнесува околу 400 евра. Во случај на малтретирање, нанесување болка или повреди, како и сурово постапување со животно, казната може да достигне и до 5000 евра. Предлог законот воведува и нови обврски за сопствениците. Според него, сопственикот ќе биде казнет ако својот миленик го остави постојано да биде врзан на ланец. Дополнително, ако некој одгледува кучиња и продава кученца без регистрација, ќе се соочи со санкции. Сопственикот, ако дозволи неговото милениче неконтролирано да се размножува, исто така следува казна. Секое ново легло ќе мора да се пријави кај ветеринар. Предвидена е и задолжителна стерилизација на домашните кучиња, а исто така законот предлага и нов пристап за справување со бездомните животни. Освен досегашниот систем залови, стерилизирај, пушти, ќе се формираат центри за трајно згрижување и вдомување. Наместо куќето повторно да се врати на улица, може да биде сместено во центар или дадено на вдомување. Исто така би се вовело и контрола врз пансиони, продавници за миленици и одгледувачи кои ќе мора да бидат регистрирани. Од АХВ дополнуваат дека законот е резултат на соработка меѓу институциите и Сдруженијата за заштита на животните. За сега само е формирана работна група во која учествуваат ЗЕЛС, Ветеринарната комора, Факултетот за ветеринарна медицина, Министерството за животна средина, Министерството за локална самоуправа, како и граѓански организации како Анима Мунди. Од АХВ најавуваат дека предлог законот ќе биде презентиран во 8 плански региони, со цел јавноста да се запознае и да се вклучи во процесот на доработката и корекцијата на законот.